кажи ми. Не ти кажувам, ќе дознаеш сега. Дечки, спремни? Да, во програма сме. Одиме. Мои највесели слушатели во највеселата стокатница. Денес имаме многу интересен гостин, а воедно тоа е изненадување за мојата другарка Ана. Имено таа постојано ни кажува колку тоа сака да стане глумица, а колку сака да игра во откачени филмови, па затоа денеска јас ја поканив мојата другарка Александра, која што е едукатор во 5+ драмското студио. Здраво, Александра. Здраво, Лина, ти благодарам на поканата и сега јасно ми е зошто сум тука. Леле, навистина ти благодарам, Линче, за ова прекрасно изненадување. Јас имам милион прашања за тебе. Јас имам милион одговори за тебе и за сите деца. Повели. А што се прави во 5+ драмското студио? Треба да ти дадам одговор како да треба да ти објаснам како се прават палачинки. Да бидам искрена, не знам да правам палачинки, меѓутоа знам како да ти објаснам колку ни е забавно на часовите на 5+ драмското студио. Значи, преку концептот на неформално образование, тоест ако треба да го раскажеме побаво преку игра и забава, ние учиме со децата како да глумат. Значи ние, кога велам ние, мислам на тимот едукатори кој што стои позади ова веќе 4 години и една голема група на дечиња од цело Скопје. Да? А колку години работи студиото? И веќе децата знаат да глумат? Па секако дека знаат. Знаете што, девојки, јас мислам дека па секој знае да глуми. Навистина. Мислам дека талентот за глума е како некакво малецко скриено бомбонче таму во задниот џеп од фармирките. И ние треба само да земеме малку да си поиграме со детенцето на часовите и да направиме малку магија секако и да го откриеме талентот и најпосле да се забавуваме на сцена, во театар, на филм, на реклама. А на часовите глумите или само пред публика? Сека да глумиме. Аха. Има мајки и татковци кои ни велат дека децата понекогаш, откако ќе прочитаат, лектират и откако ќе напишат домашна задача, скрешно глумат. Сами пред Дома? Да. Колку интересно. Сигурно Кажи да. ми, сте имале некогаш представа? Да, секоја година 5+ драмското студио го завршува своето работно издание со една голема завршна представа. Досега си игравме со Алиса во земјата на чудата, си игравме со Малиот принц и нема да ви издавам повеќе. Вие треба да ни доаѓате на часовите и да се дружите со нашите И ако другари. доаѓаме на часовите, тоа значи дека на таа завршна представа може да учествуваме и ние? Па секако. Сакам да бидам Алиса во земјата на чудата. Одлично. Ана, имаш уште некое прашање за Александра? Па, што треба да направам за да можам да бидам глумица и за да можам да доаѓам во 5+ драмското студио? Вака, ќе ти поставам јасно тебе неколку прашања за да видиме дали навистина можеш или не. Спремна. Ана, ветуваш дека ќе ја кажуваш само вистината? Ветувам. Ана, дали постои зборчето не? Не постои. Браво, точен одговор. Значи ние имаме правило во драмското студио зборчето не постои. Не постои, не сакам, не можам. Исто така, второ прашање се седи. Ана, дали ти знаеш што е срам? Па не знам што е срам. Одличен одговор, значи чекор поблиску до тоа, дали може да доаѓаш на часове. Точно така, срамот го пакуваме во една кеса, вака убаво ќе ја врземе и во кантата селектирана за отпадок го фрламе пред да влеземе на часот на драмско студио. И последно прашање, најважно на светот. Ана, дали е убаво да се доцни? А не е убаво да се доцни. Јас Одлично. никогаш не доцнам. Одлично. Знаете што ние понекогаш сакаме да доцниме. Доцниме за на училиште, доцниме за на заболекар, доцниме за на гости, меѓутоа кога нашите дечиња доаѓаат на часовите, доколку случајно мама или тато погрешно го паркирале велосипедот и задоцниле да дојдат заедно со своето дете на часот, знаете што се случува? Одеднаш станува тишина во целата училница и се појавува едно огромно црвено копче. Ние викаме дека е измислено, меѓутоа тоа навистина постои. И сите заедно го притискаме копчето и тоа прави еден одвратен звук, правите како мене 3, 4, ге! Стоп. И тоа значи дека доцнење нема на драмско студио. Јасно ви е? И ова може да го
употребуваме кога некој од нашиве другари доцни некаде. Стоп! Може. Добро, Александра, ти благодарам многу што дојде. Јас се надевам, Мана, ти веќе имаш ги имаш сите одговори за тоа како да станеш глумица. Јас од утре ќе почнам веќе да доаѓам во 5+ драмското студио. Одлучив. Одлично. Сара, освижи не со малку музика.